Добро вечер. Патот на Македонија кон Европската Унија предолго трае и тоа не по македонска вина. Има живот и без Европска Унија, порача хрватскиот претседател Зоран Милановиќ, кој беше домаќин на македонската претседателка Гордана Силјановска-Давкова во Загреб. Македонската претседателка пак оцени дека се што земјава бара е да нема двојни стандарди и да се вреднува сработеното, како и кај останатите држави. Dakle, Makedonija se prvo odlučuje o tome šta je bolje i koji put bira. Je li to je svakako pretpostavljen put sigurnosti, zadovoljstva, blagostanja, mira i spokoja građana Makedonije, svih etničkih grupa, nacionalnosti. Makedonija stvarno odlučuje o tome što je bitno. Je li to članstvo u Europskoj uniji po svaku cijenu, jer ovo što sad Makedonija traži u zadnje vrijeme, baš svaka cijena je više od toga. To je vrsta licitacije koju nije lako zadovoljiti, dakle, što god napraviš, dolazi novi zahtjev, onda dolazi ono na što nisi ne računao. Договорот за добрососедство и пријателство нема ниту еден збор за уставни измени. Ниту еден збор. Не може двајца министри за надворешни во улога на конзули да менуваат договор. Како тоа влегло во преговарачката рамка и во заклучоците, мене не ми е јасно. Со тој протокол може да се отвараат и веќе се наброени во протоколот нови и нови прашања што немаат врска со копенхашките критериуми. Дали Трајко Славевски ја наруши сопствената и репутацијата на Народната банка? Гувернерот на НБРМ не планира да поднесе оставка по случајот со двете вице-гувернирки кои 3 месеци носеле одлуки со истечен мандат. Зошто предлозите за нивни наследници во собранието ги доставил дури сега, одговор нема, но тврди дека законот го дозволувал тоа. Наместо да одговори на нашите прашања, ја обвини Канал 5 за тенденциозност. Дејан Трајковски има повеќе. Гувернерот Трајко Славевски, кој со своето работење поврзано со изборот на нови вице-гувернери ја доведе во прашање сопствената репутација, денеска првпат се појави во јавност откако Канал 5 го објави случајот со двете вице-гувернерки кои 5 месеци по истекот на нивниот мандат на 22 октомври лани работат и одлучуваат во Советот на Народната банка, иако законот на НБРМ стрикно предвидува не подоцна од 2 месеци по истекот на мандатите да бидат избрани нови, но наместо да одговори на прашањето зошто не е испочитуван законот и дури сега ги испрати своите предлози до собранието, Славевски го оцени како тенденциозно. Тој тврди дека нема прекршување на законот, посочувајќи го ставот 3 од истиот член 55, кој предвидува вице-гувернерите да продолжат да работат до изборот на нови, иако членот во целост наведува дека тоа може да биде најмногу 2 месеци, а не неограничено како што го толкува. Добро, благодарам. На Советот се легитимни и легални со оглед дека мандатот на вице-премиерките истечен во октомври. Прочитайте го ставот 3 од членот 55 од Законот на Народна банка. Овој го кажувам по 10 пат. Ако некој не знае да чита, да му го прочитаме. Таму стои дека се до изборот на нови вице-гувернери, постојните ги имат сите овластувања. Но законот не е испочитуван не повеќе од 2 месеци за избор на нови, тој е истечен во декември. Значи 3 години сте веќе, 3 месеци сте веќе имате пробиено рокот законот. Да, ама читайте го овој ставот 3. Ова прашање е апсолвирано. Чекаме на парламентот. Дали има некое прашање друго се изберам? Одговорно за тоа што чекавте повеќе од половина година за огласот, тоа е истечен. Добро, за тоа разговарајте со вашиот уредник и прашајте го кои се мотивите за овој напад на Централната банка. Јас многу добро ги знам. Иако треба, нема ви кажуваме по 10 пат. Добро, дали има некој прашање во врска со темата, се извинувам? Ако може да одговорите, не, одговорив. Иако очигледно законот не е испочитуван, простор за одговорност гувернерот во своите постапки не гледа. Тој тврди и дека предлозите за нови вице-гувернери ги испратил до собранието пред да ги добие прашањата од Канал 5, иако од собранието кажа дека ги добили истиот ден на 17 март. Дали предлозите се Игор Величковски, една од вице-гувернерките со истечен мандат Ана Митревска, не сакаше да потврди. Оставка ги поднесете? Молам? Оставка да ги поднесете. Очто? Сериозен сте? Сериозен сте? Не, дали сте сериозен?
Ба. Говорите вие, не минаме прашање. Не, дали сте сериозни во прашањето? Вие треба да Нема да поднесам. не чувствувате одговорност. Дали има некој друго прашање, се извинувам? Добро, Можеш да прашање само? не може. Зошто половина Да. година чекавте да Да. предложите нови кандидати од област? Дали има некое прашање, се извинувам? Да. На Народна банка. Кога ќе слушнете мињата на вице-гувернерите, ќе видите дека сте во заблуда. Предложените вице-гувернери ќе се најдат пред пратениците директно на пленарна седница, што се очекува на почетокот од април, без претходно за истите да се расправа на комисиска седница, информираат собраниски извори. Во меѓувреме, опозицијската СДСМ повторно обвини за партизација на процесот, а председателот на партијата Филипче побара одговорност од Славески. СДСМ бара од основното јавно обвинителство да отвори предмет и да го испита непостапувањето на Трајко Славески во законски императивниот рок за избор на вице-гувернери во Народната банка. Во конкретниот случај мандатите на вице-гувернерите се истечени уште во октомври 2025 година, а законскиот рок истекол во декември 2025. И покрај тоа тие продолжуваат да учествуваат во носење одлуки, што го доведува во прашање легитимитетот на целиот состав и на донесените акти. Дополнително, иако веќе биле во нелегален мандат, Трајко Славески им исплатувал плати и најверојатно заедно носеле нелегитимни одредени одлуки со што ја довеле Македонија во правна и финансиска несигурност. СДСМ укажува дека постои основано сомневање за незаконско непостапување на гувернерот. Институцијата функционира во спорен состав и одлуките донесени во такви услови може да бидат правно оспорени. СДСМ бара основното јавно обвинителство да утврди дали гувернерот со непостапување ја прекршил законската обврска, дали е овозможено незаконско продолжување на мандати, дали одлуките на органите на НБМ се донесувани во незаконски состав, се вели во соопштението на СДСМ. Македонија има доволно количини на гориво и владата не размислува за ограничување на продажбата, вели и премиерот Христијан Мицкоски и додава дека, иако намалувањето на ДДВ-то на горивата дало резултати, владата разгледува нови мерки при евентуални ценовни шокови. Опозицијскиот лидер Венко Филипче пак критикува дека мерките на владата се задоцнети и неефективни. Кај вкупно 16 пациенти се направи трансплантација на рожница на клиниката за очни болести, што представува голем успех во трансплантацијата на органи и помош кај луѓето кои имале проблем да останат без вид. Добар пример клиниката за очни болести заедно со Дюк Универзитетот од Америка, значи продолжува со добрите практики на соработка и трансфер на знаење. Значи, веќе денеска нашите граѓани имаат светски техники кои што се применуваат за дефинирање на трансформација на болести од едно ниво на друго ниво. Задоволство е дека тука имаме врвен експерт кој што заедно со нашите професори експерти од клиниката работат заедно. Имаме експерти кои што од нас безсебично го делат своето знаење, својата експертиза и ги обучуваат нашите тимови на доктори да се осамосталат и да веќе ги работат не само оние кератопластики кои што се стандард во светот, туку и овие понапредни техники. Процесот се реализираше овој пат во два паралелни мултидисциплинарни тима, кои вклучуваа офталмолози, анестезиолози, медицински сестри, инструментарки и останатиот медицински персонал, што возможи ефикасна и координирана изведба на веќе споменатите 16 хируршки интервенции. Светски ден за борба против туберкулозата. Лекарите велат дека состојбата е стабилна, иако годишно во просек се регистрираат по околу 150 случаи. Велат најважна е брзата диагностика. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Кај 130 пациенти во 2025 година била потврдена болеста туберкулоза. 4 починале од компликации од ова инфективно заболување.
изјави директорот на Институтот за белодробни заболувања Димитар Каркински. Во рамките на ризични земји на болни од туберкулоза, Македонија е во европскиот просек на земји со мал број на болни, но не смее да се занемари болеста. Таа се нарекува болест на сиромашните и најчесто ја имаат луѓе кои се бездомници, зависници од алкохол и наркотици. Првите симптоми се сува кашлица, потоа кашлица со искашлок, искашлуваат шлајм, и тоа кога се еваат пациентите, кога е аларматно, кога гледаат дека има крв во искашлокот, а тоа значи дека болеста е веќе напредната. Најчесто се разуваат, ако е маж, жена, деца, значи семејство се заразува, па тие заразени идат на работа кај колегите, па децата идат во школа, така да 130 пациенти не е бројка за потценување. Вакцината против туберкулоза штети во детските денови, иако вакцинирани и возрастни може да се заразат во полесна форма, но она што е важно навреме да се реагира во лекувањето. Постојат луѓе кои имаат туберкулоза, но немаат симптоми, објаснуваат пулмолозите. Активна туберкулоза е активна болест, додека латентната бактеријата Mycobacterium tuberculosis навлегува во организмот, ама организмот успева да се обранува и ја зачаурува, да кажеме, бактеријата. И тие се носители. Со пад на имунитет или со возраста, кога природно паѓа имунитетот, може таа да се активира. И многу луѓе не знаат дека 1/4 од светската популација има латентна туберкулоза. Во светот околу 10,7 милиони луѓе се разболеле од туберкулоза, додека 1,23 милиони починале, што ја потврдува туберкулозата како водечка причина за смрт и инфективна болест. Ги завршуваме вестите, имајте убава вечер.